Делумно раздвижен пазарниот ден во Кочани рано наутро. Повозрастните граѓани ги купуваа најосновните производи, додека температурите не се искачени над 35 степен. Вела дека цените на производите овој период од годината за нив се високи, но мора да се купи нешто. Дека покачување на дел на цените на производите има сведочат и продавачите. Дел од нив на пазар своите тезги ги поставија уште вчера вечер, бидејќи велат сите купуваат рано наутро. Во Кочани моментално пазарите се слабо, нема народ, цена има, народ нема, потрошното е многу слабо. Дали због жешкото што е, нема народ, не излева. Имаме патлижанче, имаме пипер, имаме бостан, имаме дина. Има народ пари, ама цените им се скапи. Какви се цени? Бостано, например, да речеме 30 денара кило. Дината е 60 денара кило, патлижано имаш 50, 40, 30. Оваа година е малце поскапо, затоа што земјоделството го нема. Младината цела избега на горе за странство, нема кој да работи, малце земјоделството поскапо. Не се сплаќа, затоа што нема потрошувачка, имаме многу трошкова, нафта, тезги плаќаме, пазариште плаќаме. Младите заминуваат во странство, а по нивите нема кој да работи, велат земјоделците. Според нив, претходната година била подобра во однос на побарувачката за разлика од оваа година. Слаби се со парите. Граѓаните слаби се со парите, гледаме моментално и пазара на слабо во Кочани. Идемо струмица производство и за Албанија да носат у Србија, ама нема кај да го носат човештво. Предната година подобро беше. Дека предната година беше екстра. 50 домато, 60 идеше, пиперо идеше 70 и он так, ама вај година слабо. Нема народо пари, сите млади избегаат. Од нашето село има многу избегано во Германија. И това, што ти кажам друго. Слаб е пазарот и во Виница. Цените за продавачите ниски, за купувачите високи. Производството стои непродадено, а се купува само помалку. Оти толку дозволуваат финансиските можности на граѓаните.